Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добро дојде во нашето ново издание. Денеска ви подготвивме извонредно интересни содржини, но ја започнуваме оваа емисија со проблемот кој не тишти сите нас, а тоа е вирусот COVID-19. Тој се шири со голема брзина на секаде каде што ќе се појави, а најдобра борба против него е превенцијата. Значи, одржувањето на личната хигиена, фреквентното миење на рацете, но и избегнување на контакти со многу луѓе. Но една од потенцијалните жаришта на COVID-19 вирусот се и затворените простории, а со тоа и автомобилите. Како треба да се заштитиме од овој вирус кога ги употребуваме автомобилите, ќе ви прикажеме сега по препораките на Светската здравствена организација. Токму така, автомобилите може да бидат едни од најголемите жаришта за пренесување на COVID-19. Пред се, може да биде тоа и јавниот сообраќај, такси превозниците, но опасност има и од возилата кои се дел од нечија флота. Возила каде што често се менуваат возачите, но и патниците. Па како да се заштитиме? Светската здравствена организација во соработка со многу производители на интериери на автомобили направи студија и таа вели дека на пластичните површини, но и металните, COVID вирусот обстанува не само 6 часа, туку може да обстане и неколку денови. Па прашањето само од себе се наметнува. Како да се заштитиме? Осем личната хигиена и честото миење и дезинфицирање на рацете, треба да се дезинфицираат и сите површини во автомобилот кои имаат допир со човечката рака. Пред се, тоа е менувачот, управувачкото тркало со сите инструменти кои се наоѓаат на него, потоа манипулаторот за клима уредот, како и дисплеите кои се осетливи на допир. Исто така треба да се дезинфицираат и сите пластични површини, како што се отварачите за вратите и така натаму. Но немојте да заборавите ниту да ги дезинфицирате и манипулаторите на седиштата. Како се прави тоа? Најдобро е да се земе алкохол, 70% на алкохол, и не морате да трошите многу пари на скапи дезинфициенси, бидејќи алкохолот со концентрација од 70% е сосема доволен да го убие COVID вирусот од сите површини. Исто така, наша препорака е да користите специјална крпа, направена од микрофибер, односно од микровлакна, бидејќи самата структура на оваа крпа е поволна за темелно чистење на површините. Немојте да користите хартијани салфети, бидејќи тие кога ќе се навлажнат имаат својство на водена шмиргла, па многу често може да ги оштетите површините. Како се прави дезинфекција? Многу едноставно. На крпата ставате алкохол, а доколку немате алкохол, можете да користите исто така и раствор на вода и било кој сапун. Откако ќе ставите алкохол на крпата, ги поминувате сите површини кои имаат допир со раката. Пред се, тоа се овие пластични површини, но немојте да заборавите ниту head-up дисплеот да го избришете, како и управувачот, односно воланот, бидејќи со него имаме нон-стоп допир. Исто така, од битно значење е да ги поминеме и манипулаторите за бришачите и за трепкачите, бидејќи исто така нив ги користиме фреквентно. Немојте, како што реков, да заборавите да ги избришете ниту отварачите на вратите, како и манипулаторите за прозорците. Откако направивте дезинфекција на предната конзола и на сите оние
работи кои доаѓаат во контакт со рацете, треба да се направи дезинфекција и на задните седишта. Ова е особено важно за таксистите кои мораат тоа да го направат, исто така и за флотните возила. Рековме дека треба да се пребрише со 70% алкохол се што доаѓа во допир со раката. Па тоа се овие пластични површини, отварачот на вратата, како и немојте да ги заборавите, исто така потпирачите за раце кои многу често се во контакт со рацете. Немојте да заборавите и на другите пластични површини, како и на површините на задниот дел на седиштата. Немојте исто така да претерувате со дезинфекцијата на седалките и бидејќи со нив може да остане и влага на седиштата. Можете покрај 70% алкохол да користите и мешавина на сапун и вода, но морате да внимавате да не останат влажни седиштата кои се прекриени со текстил, затоа што може да се јави мувлосување. Да ги подсетиме исто возачите кои имаат кожен интериер, дека по секои 5 до 10 дезинфицирања на кожата требате да користите и кондиционер за кожа, бидејќи таа со секоја дезинфекција ја губи својата еластичност, па може да дојде и до пукање на кожата. Ова се препораките на Светската здравствена организација како да ја одржуваме дезинфекцијата на автомобилот, особено на оние кои ги користат во такси превоз и во флотен сообраќај. Ова беше се околу дезинфекцијата и препораките на Светската здравствена организација за дезинфекција на автомобилите. А ние остануваме во земјата која е еден од најголемите жаришта на COVID-19 вирусот. Тоа е Италија. А оттаму, осем црните вести, ни доаѓаат и убави вести. Алфа Ромео, иако Милано е во голема опасност, ја представи својата нова Giulia GTA, модел кој има извонредно потентен мотор и извонредни возни својства. А од комшискиот Торино ни доаѓа новоста Fiat Cinquecento, кој во својата нова генерација ќе биде произведуван само со електричен мотор.